и сега интервјуто со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Груевски, еве деновиве, она што е најактуелно е одлагањето на проширувањето на НАТО наместо 2006-2008, тоа е година и за Македонија, и она што Европската Унија го бара од нас реформите и ние што очекуваме е одговорот на европрошалникот во ноември. И сега во време кога можеби вие треба да бидете најактивни за овие прашања, никако како да нема одзив во јавноста од страна на опозицијата, како медиумите да повеќе зборуваат од вас. Па, јас тоа го зборував уште преходно. НАТО има поставени услови. Кои се условите за Република Македонија да се квалификува да стане членка на НАТО? И тука ние причините за одложувањето не треба да ги бараме кај НАТО, туку токму кај нас, кај владата на Република Македонија. Јас уште пред повеќе од месец дена кажа во јавноста дека зачленувањето, односно поканата за прием во НАТО во 2006 година, како што преходно 3 години ни тврдеше СДСМ и премиерот Бучковски, е прилично неизвестна работа и работите одат кон тоа дека нема да има и дека ќе има одложувања. Како што се сеќавате тогаш во почетокот на август, добив одговор дека сум дефетиста, дека сум песимиста, дека ширам песимизам и така натаму. Меѓутоа не добив никаков аргумент сериозен дека во 2006 година ние сепак имаме покана за НАТО. Подосна излегува со информација дека можда нема следната година, ама на следниот самит. Сега како што видовте, ни следната година ни на следниот самит нема да биде поканата, туку се одложува најрано за 2008 година како покана и веројатно најрано за прием 2009 година. Тоа е тоа, затоа што во овој период едноставно во Македонија изостануваат реформи. Затоа што во овој период во Македонија имаме 2 фалсификувани избори со висок степен на фалсификат. И особено во вториот пат, меѓународната заедница јасно кажа дека тоа не може да го толерира. И сигурно е дека пред зачленувањето, односно поканата за НАТО во 2008 година, ние ќе имаме тест, а тоа ќе бидат парламентарните избори. Тест на кој што ќе треба владата да покаже сериозност и зрелост за водење на една држава и воопшто зрелост на самата држава. Кажавте дека на почетокот на август соопштиле дека ќе има одложување, меѓутоа она што ве прашуваме, зошто она што го правите како опозиција се добива впечаток на тромост, една трома опозиција, дури и евродипломатите некојаш порачуваат со на ваква трома опозиција лесно е на власта да владее. Најчесто вие сето она што го кажувате преку своите портпароли на ова битно прашање, например, за Европската Унија, за Европрашалникот, битно прашање за Алијансата, не дава одзив во јавноста од она што вие го зборувате, не покренувате ниту јавни трибини, дебати, не користите експерти, нема никој од ВМРО ДПМН, од вашето членство, кој ќе каже јавно и ќе образложи што тоа го мисли. Значи, вие чекате да викнете вака на интервју па да кажете што ВМРО ДПМН мисли. Јас не бих согласен со вас. А мислам дека ако интимно ги прашате и СДСМ и тие не би се сложиле дека опозицијата е трома и дека се толку многу комотни. Меѓутоа тоа е нели работа на проценка. Како и да е, мислам дека со ова влеговме во еден лош период во кој што многу лесно може да се случи Македонија со сонесува да влезе за НАТО да биде ставена во пакет со решавањето на косовското прашање, што е многу неизвестно кога ќе биде решено. Може да биде решено за година 2 или 3, но може да биде решено за 10 или 15 години. Како Кипар, да кажем, и други случаи каде што тоа се развлекува. Така што неправењето на реформи во правосудниот систем, неправењето на реформи во демократскиот систем, човековите права, економските реформи и заостанувањето во правецот на економски реформи, низок животен стандард, зголемување на сиромаштијата, проблемите со територијата, со контрола на територијата, се само дел од причините зашто Македонија дојде во оваа ситуација. И јас ќе ве посетам дека она што го кажа американскиот заменик помошник секретар, ако не се лажам за функцијата, беше дека приемот се одложува заради неподготвеност. За ништо друго. Неподготвеност на земјите, вклучително и Македонија. И во тој правец сите образложенија дека тоа е заради ова или заради она, самитот треба следен да биде за нешто друго, паѓаат во вода. Добро, прашањето е дали е натрешно прашање на Алијансата, дали ќе се проширува и таа или не, едно од наводите од Брисел и така доаѓа. Но нивната изјава беше, официјална изјава на пресконференција дека заради неподготвеност. И на сето тоа многу смешни доаѓаат изјавите на нашите функционери, да речеме на Митрева, која што прочита во денешен вест, кажава дека сад се импресионирани од реформите што ги правиме во правец на подготовка за НАТО. Значи, 2 дена пред тоа не откачија, за наредни 3 години сега били импресионирани, или да речеме дека се уште сме лидери во регионот. Токму за реформите. Некако испаѓа дека и вие многу како опозиција се лепите на дневно политичките моменти што некојаш ги сервира и власта, помалку работите на оно што вие специјалност економијата.
битни прашања како што се ЕСМ, како што беа пирамидалните, нели, даноци и данечната пирамида, повторно некако ве нема и тука повторно согласувавте само преку вашите портпароли без некоја ваша стручна експертиза, еве да речеме, за сето тоа мислење. ЕСМ е битно прашање. Да, ЕСМ е битно прашање и за тоа прашање ние имавме многу наши излагања во јавноста, пресконференции, интервјуа, трибини не сме имале, меѓутоа учествувавме со наши представници на повеќе други трибини. Конкретно како вие би го решили? Инаку кога веќе сте кај трибините, ние планираме во октомври една трибина на тема Македонија после 9 ноември, следните чекови. Значи, прашањето е поврзано со Европската унија, антиципирајќи дека одговорот нема да биде негативен, односно дека ќе биде, да речеме, позитивен, со многу забелешки, со многу услови, нешто помеѓу вода и киселина, некој ќе вика вода, некој ќе вика киселина, но сепак веруваме дека ќе помине целата ситуација и ќе се оди понатаму, затоа што сепак Македонија не е Мароко, единствената држава одбиена до сега, со јасно не. Така што во тој правец планираме една таква активност во октомври и се надевам дека и медиумите ќе ја покријат и ќе бидат. Да се вратиме на овие економски прашања. Ве прашав, например, како вие конкретно би го решиле приватизацијата на ЕСМ? Ние имавме конкретен став по ова прашање, дека најпрви треба да се оди само со продажба на дистрибуцијата, што на крајот владата по многу притисоци и по многу јавни дебати го прифати. А дека за продажба евентуална на производството треба добро да се почека, да се размисли, да се види кој е најдобар модел. Дали би бил модел со професионален менеджмент кој што истовремено би инвестирал во компанијата и би го презел управувањето. Дали би бил добар моделот со купување на малцински дел од акциите, што исто така треба да се размисли, кои што пари би се искористиле за дополнителни инвестиции во самата компанија, а сепак мнозинскиот пакет да остани во рацете на државата. Или пак во некоја фаза можеби би било продажба на производството, само на термопроизводството. Значи, за такво нешто треба да се причека откако ќе се заврши приватизацијата на дистрибуцијата, во моментот најтешкиот дел од целото ЕСМ, бидејќи не се прибираат средствата. Тоа го кажавме во неколку наврати, меѓутоа ви благодарам што ми давате прилика и сега да го кажам. Добро, го сакате Црвенковски, го критикувате Бучковски. Зошто? Па не ви се согласувам со таа констатација. Ако некој е критикуван од мене во овој мој мандат за председател, најмногу е господинот Црвенковски, а господинот Бучковски е поинтензивно критикуван откако стана премиер, што е нормално, бидејќи тој има моќта, тој ги има инструментите, тој ги влече потезите и од неговото работење во најголем дел зависи она што ќе им се случува на луѓето во нивните животи во наредните месеци. Меѓутоа, според она што во јавноста одеше до сега, и кога се работеше за случајот Кондо, и кога се работеше за многу прашања од внатрешната и однодворешната политика, ВМРО ДПМН подзамолчуваше кога требаше некогаш директно да се нападне председателот, меѓутоа премиерот кога требаше да се одговори на негова изјава, секогаш тука се јавуваше. Вие знаете дека откако Црвенковски ја узурпира позицијата председател на државата со фалсификатот што го направи, едно време тој ретко се појавуваше во јавноста, а подоцна откако почна се појавува, почна да настапува и често пати и критички кон владата, заради тоа што дојде до раздел во самото СДСМ помеѓу Бучковски и Црвенковски. Дали вие тоа го користите можеби за да патите страна? Не, и во тој раздел често пати имаше поклопување на мислењата на ВМРО ДПМН со неговите мислења. Да речеме за воведување визи кога Косово ни воведе, значи за реципрочна мирка, во 1, 2 или 3 случаи се поклопија нашите ставови и од тука дојде се на паралела дека ете има некаква близкост, иначе далеку сме од тоа. Ние, како што знаете, имаме специфичен став кон Бранко Црвенковски, откако тој фалсификуваше избори минатата година за председател и со фалсификат стана председател на државата, условно кажам. Да, сега сте многу поостар од оно што беше во изминативе месеци. Добро, на почетокот кога го најавувавме интервјуто, во првите минути ве прашував за она како вие ќе настапите на изборите и дали она што денеска Народна го најави ќе баре интерпелација на владата, па вие ја поддржавте и вашиот митинг е во тој стил против владата, значи на некој начин обединување со Ѓоргиевски. Па нема такво обединување, значи се работи за една точка за која што денеска ние дадовме поддршка, односно се прекучуваме на интерпелација или доверба на владата, не знам точно како се вика и тоа е тоа. Што ќе му правите на Џафери, како ќе го поделите тоа? Па немаме намера да го делиме, едноставно по победата на парламентарните избори од страна на ВМРО ДПМН, ние ќе му понудиме на Џафери коалиција, доколку се договориме за принципите на работење.
Ние веруваме дека тоа што тој сега често пати го зборува, што е можеби порадикално, го прави затоа што е опозиција. Има една традиција кај албанските партии, таа партија што е во опозиција обично настапува порадикално и веруваме дека тие негови настапи од време на време се во тој правец и како такви ги примаме. Се разбира дека пред да направиме коалиција со него, ако е таква направиме, нели, ќе разговараме за тоа и оној момент кога ќе постигнеме заедничка платформа за понатаму, доколку постигнеме, ќе имаме коалиција. Да, имаше најави дека се размислува од некои ваши луѓе дури за предизборна коалиција. Што мислите? Па не, такви сериозни најави не е имало. Или само размислување? Па на кафе може секој да каже што сака, но сериозни најави или предлози сериозни официјални не е имало во партијата. Господин Груевски. Инаку таа идеја е интересна за иднината. Значи би рекол дека дури да била на кафе, тоа е идеја за иднината, дефинитивно. Може би идејата е пред времето. Се уште состојбата во Македонија не е зрела за една таква ситуација. Зошто да не во некое друго време? Убедени ли сте дека ќе победите на парламентарните избори, вака што настапувате сигурно? Па морам да ви кажам дека сум убеден, затоа што прво градиме одлична платформа и одлична програма која што ќе ја презентираме во наредните месеци на сите граѓани на Република Македонија. Имаме одличен тим, делумно познат на јавноста, делумно ќе биде презентиран пред изборите и што е можеби лошо за земјата, имаме исклучително лоша влада која што го важи собствениот народ. Ќе ја чувам оваа изјава, па ќе видим што ќе се случи по парламентарните избори, да ја посетиме. И така да чувам. И благодарам што сте гости на еден вечер. Благодарам што ме поканите. Продолжуваме